Почитувани колеги, почитувана јавност, ете имаме можност денеска да дебатираме по поднесената интерпелација за министерот Панче Тошковски и мислам дека неколку работи денеска треба да бидат кажани директно, кажани јасно со цел да растуриме некои премиси кои што се создаваат во јавноста, како и која е целта на оваа интерпелација, заради тоа што сметам дека многу неискреност има и многу зборови се споменаа во досегашните дискусии како морал, како одговорност, а за несреќа на оваа држава, барем во претходните 10 години, можеме да направиме еден пример за тоа како се постапува сега по ваква трагедија, а како се постапувало или не се постапувало во претходниот период, но и да видиме една одвратна малодушност и политички рефлектирано глодарство кое што се граничи со мизерни и нечовечки особини. За среќа овој пат времето ќе игра за оние кои што се во случајов оштетени, кои што ги загубија најдрагите, кои што има многу повредени и оние кои што доправа треба да се соочуваат со голготата на оздравувањето. А ова, интерпелацијата, ќе биде доказ, писмен доказ, потпишан доказ за глодарство, злоба, нечовештилук и една бескрупулозност на политички актери кои што немаат никаков друг интерес освен политички да профитираат. Ние тука зборуваме за жртви, за луѓе кои што ги загубија животите. А понатаму ќе направам една соодветна и друга паралела за истеден таков политички трговец кој што 2 пати убиваше луѓе, лажејки и шрејки ваква пизма во јавноста. Единственото нешто што е точно од овој документ се наоѓа на страната 8, а тоа е една ваква реченица. Во моментите на колективна тага, шок и траума, јавноста беше сведок на дистрибуција на невистините информации и закани, особено на социјалните мрежи каде што се ширеа неосновани обвинувања и се правеше оркестриран јавен линч и партиски хајки против неистомислениците. Да, ова е точно, и се правеше од левица и од СДСМ. Ова е точно. Не ги испочитуваа жртвите ниту еден ден и почнаа веднаш со увоз на странски експерти за протестирање и хушкање и невистините информации кои што беа до таа мера одвратни и од тој момент јас лично имам расчистено со било каков човечки елемент кога ќе дискутирам со тие луѓе, затоа што тие немаат почит кон ништо и кон никого. Ајде да одиме сега по ред. Втора интерпелација за Тошковски Панче, почитувајќи ги оние 90 денови, ние разговараме за тоа зашто бил одговорен или не бил одговорен министерот. И ќе видиме која е вистинската причина за овие интерпелации насочени токму према Тошковски Панче. Овде не се работи за почит на жртви. Овде не се работи за почит или за барање за правда. Овде се работи за директен политички бенефит кој што е гнасно некој нормален човек да го помисли, а не да го прави за да креира политика. Истрагата ја води јавното обвинителство. По законските рокови 90 дена трае истрагата. Денеска е 44-тиот ден од кога овие луѓе ги загубија животите. Одземајќи ги оние 5 дена за предистражна постапка, остануваат уште многу денови за да се откријат тие кои што имаат било каква допирна точка со оваа трагедија. Во овој момент има 70 обвинети лица и има поднесени 5 кривични пријави од Министерството за внатрешни работи. Во овој момент се испитуваат над 300 лица и има вештачење над 70 лаптопи, телефони и така натака. До крајот на истрагата јас верувам дека секој оној кој што има било каков момент на допир со оваа одговорност ќе биде изведен пред лицето на правдата. Секој еден. Но знаете како? За претходните случаи ова не беше случај. За оние 75 луѓе кои што ги загубија животите за претходно никој не биде ваква робусна акција. Што е поентата на сето ова кое што го прават овие партии? Медиумска сензација. Нив не ги интересира како се тие луѓе. Нив не ги интересира што тие луѓе прават секој ден. Кога последен пат некој од вас се јавил кај нашата млада сограѓанка што го загуби животот на сообраќајната несреќа на Партизанска? Како не ви е срам?
И на вас, кои што седите тука, и на тие од надвор кои што арбитрираат и создаваат ваква медиумска сензација за луѓето. Ке ги заборавите веднаш. А ке го потврдам тоа и со податок кој што е историски непобитна вистина. Затоа што овие луѓе на крај не се само статистика, ова се судбини и неоспорна е политичката волја за решавање на еден ваков настани за расветлување на вистинските виновници, затоа што некој кој што има интерес да ги изнесе пред лицето на правдата и ќе ги изнесе, нема да калкулира. И многу ве допре сите кои што сте присутни тука, онаа фамозна кованица ќе влечеме за уши. Сме влечеле и ќе влечеме за уши дополнително сите оние кои што имаат допирна точка со ваквото дејание, затоа што нема веќе наши и ваши подобни и неподобни. Има виновници и има луѓе кои што се обидуваат да се скријат од правдата. Истите оние кои што сега ви гласаат на вашите иницијативи за интерпелација, немаше кај нив морал или одговорност. Имаше случаи, имаше скандали и никој од нив не понесе одговорност за ништо. Една порака до Тошковски. Постапка, без јасно утврдени докази и факти, без вистински виновници и транспарентна постапка која што нема да попушта под притисок на оние кои што сакаат да генерираат хаос, не е достоинствен чин. Тоа е непочит пред жртвите и тоа е кукавичук. А пред кој хаос? Пред хаосот на оние кои што истото тоа го правеа во 2015 година и ги донеса овие кои што изгореа 75 луѓе на различни настани за да не поднесат одговорност. И повлекувањето од таквите и не соочувањето со таквите е чин на кукавичук. Кукавици може да барате од левата страна. Кукавици повеќе нема. Затоа што оние кои што важеа за недопирливи, на кои што вас ви е страв, името да им го спомнете кога ќе влезеше тука тој кој што беше прв вице-премиер, станувавте бели како кошулата на Апасиев Димитар. И кога некој ги повика на одговорност и точно да, за уши ги влече по затворите, тогаш вие создавате пизма и хаос во јавноста. Јас ќе ве потсетам на едно второ политичко убиство на истите оние кои што сега ги поддржувате. Дали почитувана јавност се сеќавате на жртвите од Смилковското езеро и тогашниот премиер Заев, кој што во 2015 година велеше дека тие кои што ги убиле не се вистинските сторители, за да 3 години подоцна се прави недоветен пред судот. И кажа, ја тоа не сум го кажал. Тоа беше второ политичко убиство, како што вие сакате сега да направите за овие жртви. Но ајде да се вратиме кај трите вистински причини, или трите вистински, би кажал, потреби ваши за ваквите интерпелации, ваквата медиумска шизма која што правите во јавноста. Прва е причината, втора е одговорноста, а третата е моралната одговорност. Која е причината за вашиот, еве ваков акт кон Панче Тошковски? 50% сузбиени организирани криминални групи. Бела Ноца, Дуќанџик и оние бандити кои што ја држаа оваа држава под заложништво веќе не постојат. Веќе не постојат. Овие луѓе не ги знаеа дека постојат. Оливер Спасовски не ги знаеше дека постојат. Ги знаеше, а требаше храброст или можеби друг мотив, ама и за тоа ќе се види кој бил мотивот. 4,8% вкупно намален криминалитет, 13% помалку кривични дела кои што го носат наративот убиство. Исто така врховен судија, членови на Совет на јавни обвинители, многу функционери. И јасно е дека сите се еднакви пред правдата, ама сега се поставува прашањето, ама зошто да бидат сите еднакви пред правдата? Зашто некој да одговара и ако му изгори болница? Зашто некој да одговара ако автобус поминал на граница? Тоа е сега вистинското прашање и тоа е причината за интерпелацијата. Втората е одговорноста. Немојте да се секирате. Ова особено го зборам за родителите и оние кои што имаат изгубено некој близок. Одговорност ќе има. И ќе има анкетна расправа, и ќе има отварање на случаи, но исто ќе има исто така одговорности, поставени прашања и за модуларната болница, и за ласкарци, ќе има и за луѓето кои што изгубеа свој најблиски во Бугарија, ќе има и за оние од онкологија. Одговорност ќе има. За моралната одговорност. И морална одговорност ќе има. И таа морална одговорност ќе ја досуди суверенот на оваа држава, тоа е народот. И народот ќе каже, ама претходно ќе се расчисти со сето ова и народот ќе каже дали некој има или нема морална одговорност. Не толку далеку од сега доаѓа соочување со сите овие постапки и народот ќе каже дали некој има морална одговорност да продолжи да ја врши таа функција, дали некој има морална одговорност да продолжи да ја носи правдата или нема морална одговорност. И на крај, вистината, желбата за правда и бескомпромисното постапување ќе се види на виделина.
ќе продолжи ова што се случува и правдата ќе биде донесена. Секој кој што е оштетен ќе го добие својот мир. Благодарам. За